лиши се од секоја човечка утеха. Не е тешко да се презре човечката утеха кога те подкрепува Божјата утеха. Но многу голема работа е да се лишиш истовремено и од човечката и од Божјата утеха во слава на Бога и со задоволство да се поднесува прогонството на срцето. За себе ништо да не се бара, ниту да се мисли за своите заслуги. Има ли нешто чудно во тоа што си весел и побожен, кога Божјата милост ќе слезе врз тебе? Тој час го посакуваат сите. Лесно и радосно напредува оној кого милоста го поддржува. Како би почувствувал товар кога го носи семокниот и кога го води највишиот водач. Ние секогаш бараме некое олеснување и човекот тешко се одрекнува од себе си. Светиот маченик Лаврентиј ги победи светот и лојалноста која го поврзуваше со неговиот епископ, зашто го презре сето она со кое светот заведува и мирно трпеше, од љубов спрема Исуса Христа, да го одвојат од првосвештеникот Сикст, кого многу го љубеше. Од љубов спрема Творецот ја совлада љубовта спрема човекот. На човечкото тешење му ја предпостави божествената волја. Научи се и ти, поради Божјата љубов, да го оставиш најблискиот и најдраг пријател. А ако се случи пријателот да те остави тебе, немој тоа да ти биде тешко, зашто знаеш дека еден ден сепак ќе мораме да се разделиме од сите. Без голема и долга борба со себе си, човекот не може да научи целосно да се победи и сета своја љубов да ја пренесе на Бога. Кој се потпира на себе си, лесно трча по човечката утеха. Но оној што има вистинска љубов спрема Христа и ревност во добродетелта, не е жеден за такво тешење, ниту ги бара земните радости. Тој повеќе сака да биде искушуван и да трпи неволја заради Христа. Кога Бог ќе ти додели некоја душевна утеха, прими ја како милост, но знај дека тоа е Божји дар, а не твоја заслуга. Немој со неа да се воздигнуваш, немој премногу да и се радуваш, немој со неа премногу да се понесеш, туку таа милост нека те направи попонизен, повнимателен, побогобојазлив за твоите дела, зашто тој час ќе помине и искушенијата ќе се вратат. Кога утехата ќе ти биде одземена, немој веднаш да очајуваш, туку чекај понизно и трпеливо посета од небото, зашто Бог може пак да те посети и уште повеќе да те утеши. Ова не е ни ново, ни чудно за оние што се искусни на Божјите патишта, зашто и големите светители и старозаветни пророци честопати ја почувствувале оваа променливост. Затоа некој, чувствувајќи го присуството на милоста, повикал: и си реков во своето добро, никогаш нема да се поколебам. А кога милоста го напуштила, додал: ти го одврати своето лице и јас се збунив. Но во таа збрка тој не очајува, туку го моли Господа поревно, говорејќи: тогаш повикав кон тебе, Господи,
кон својот Бог извикав. Најпосле, тој го собира плодот од својата молитва и покажува дека бил ислушан. Господ го ислуша гласот на моето молење. Господ е моја сила и мој штит. Но како? И ти го промени мојот плач во радост. Ја симна од мене жалосната облека и ме опаша со веселие. Кога така се случувало со најголемите светители, ние, слабите и сиромашните, не смееме да ја губиме храброста, ако денес почувствуваме побожност, а утре премаленост. Зашто Духот Божи доаѓа и си оди според своја волја. Затоа блажениот Јов рекол: го посетуваш човекот секое утро и секој час го искушуваш. Значи, во што да се надевам и на што да се доверам, ако не единствено на големата Божја милост и на очекувањето на небеската милост. Зашто, било да сум среде добри луѓе, побожни духовници и верни пријатели, било да читам свети книги и убави беседи, било да слушам сладки побожни песни, сето тоа малку помага и слабо допира кога милоста ќе се повлече и ќе ме остави во својата беда. Тогаш нема подобар лек од понизно трпение и преданост на Божјата волја. Никогаш не сум видел толку побожен и толку совршен човек, кој никогаш не почувствувал дека милоста го напушта и неговата побожност се намалува. Ниеден светител не бил толку високо воздигнат, ни толку просветлен, за да не биде искушуван порано или подоцна. Зашто не е достоен да се воздигне до Бога оној што не претрпел маки поради Бога. Обично, искушението е претходник на утехата која доаѓа по него. Зашто на оние што се искушувани им е ветена небеска утеха. Кој ќе победи, вели Господ, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот. А Бог дава утеха за човекот да има повеќе сила за да ги поднесува неволите. По неа доаѓа искушението за да не се понесе во доброто. Зашто ѓаволот не спие и телото се уште не е умртвено. Затоа немој да престанеш да се подготвуваш за борба. Зашто и одлево и оддесно имаш непријатели кои никогаш не мируваат.